Струмичанки и струмичани, граѓани на Република Македонија, почитувани дами и господа. Во историјата на нашата родна Македонија испишани се бројни светли страници, а колективната меморија на граѓаните на оваа наша земја памети исклучително значајни датуми кои ни даваат за право да знаеме кои сме и што сме. Од тие датуми со кои премостуваме далечни и блиски временски дистанци, денес е денот за кој со право велиме дека е најзначајниот и најбележитиот во поновата историја на нашата татковина. Тоа е денот кога Република Македонија, благодарение на волјата на низините граѓани, се избори за статусот на независна држава. На страницата резервирана за месец септември од нашите календари, бројот 8 е напишан со црвена боја, за да си спомнуваме на оној 8 септември 1991 година, кога станавме граѓани на самобитна Македонија. Овој ден е наш ден, но и ден на илинденците и јасномците, ден на нашите дедовци и прадедовци, но и ден на се уште неродените синови и ќерки, внуци и правнуци кои ќе ја љубат Македонија како земја на своите корени, како земја на едно вчера, денес и утре. Горди на денешен во кој одбележуваме 27 години од независноста на Република Македонија, време е да се присетиме на настанот кој предизвика делириум од воодушевување кај сите оние кои искрено и со полно срце и душа ја сакаат Република Македонија. Но на тој ден и на тој настан му претходеше едно исклучително бурно време, исполнето со голема неизвестност и други настани од блиското окружување, кои ја вознемируваа не само нашата, туку и целокупната светска јавност. На почетокот од последната деценија на 20 век, кога беше повеќе од очигледно дека се става точка на приказната наречена Југославија, македонскиот граѓанин стана свесен и одлучен дека е време да го одигра клучниот историски потек за самостојноста на татковината. Неизвестноста околу епилогот на настаните кои се менуваа како на филмска лента беше на најуважен начин надмината. И додека во другите републики на тогашната држава во распаѓање, Социјалистичка Федеративна Република Југославија, лудилото на војната земаше се поголем замах, а до тогашните братски народи станаа смртни непријатели и кренаа оружје едни против други, македонецот со студена глава и без преголеми изливи на емоции, но со голема мудрост и родолюбиви чувства успеа на мирен и достоинствен начин да се раздружи од дотогашното заедништво. Верификацијата на стремежот за осамостојување се случи на денешен ден во таа по многу што историска 1991 година, кога македонските граѓани го рекоа референдумското да за самобитна иднина на својата земја. На референдумот му претходеше декларација за независност што на 25 јануари истата година ја донесе првото повеќе партиско собрание на Република Македонија. На 8 септември пред 27 години, огромното мнозинство, дури 95% од граѓаните кои излегоа на референдумот, позитивно одговорија на референдумското прашање за независност на Република Македонија. Истиот ден, вечерта, голем број граѓани спонтано се собраа на плоштадот Македонија во Скопје, цврсто убедени дека позитивниот исход од референдумот ќе биде причина да се прослави чинот на осамостојување на својата татковина. Пред на собраниот народ се појавија и челниците на Република Македонија, меѓу кои и првиот председател на државата Киро Глигоров и првиот премиер на македонската влада Никола Клюсев. Сите присутни на Скопскиот плоштад со нетрпение го очекуваа мигот кога ќе биде соопштен конечниот епилог од референдумот и радосната вест за независноста на Република Македонија. Шефот на државата Глигоров им се обрати на присутните со зборовите: граѓани и граѓанки на Македонија, дозволете вечерва вам и на сите граѓани и граѓанки на Македонија да ви ја честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. По овие зборови на председателот Глигоров настана еуфорична атмосфера која прерасна во општонародно славие до раните утрински часови. Со тоа започна
нималку лесниот пат што Република Македонија со низа подеми и падови го чекори самостојно во овие изминати 27 години. Да се зачуваат нишаните на една суверена и независна држава е исклучително сериозна и одговорна работа. Таквиот предизвик често пати знае да биде ставен на сериозен испит, со оглед на низата влијанија кои на внатрешен и надворешен план се случуваат на Република Македонија во овој изминат период. Ако во првите години од независноста причините за некакво недоследности и несогласување ги баравме во плуралното неискуство и во боледувањето од некакви детски болести како држава, тогаш денес, по 27 години од кронисувањето на македонската самостојност, мора сериозно да бидеме загрижени за поделбите кои се уште остануваат и се продлабочуваат, па како такви сериозно го обременуваат нашето секојдневие. Борбата против нагласената политичка поларизација, закупувањето на суетите и интересите на одредени поединци или политички субјекти и враќањето на сеопштите вредности се од приоритетно значење за Република Македонија, особено сега, кога пред сите нас е исправен исклучителниот предизвик кој со себе го носи предстојниот референдум на 30 септември. Доколку биде свртена новата страница, заснована на единство, разбирање и почитување на вредностите, и доколку обстоиме во намерата долгогодишниот сон да го претвориме во јаве, тогаш Република Македонија непречено ќе го продолжи својот пат кон убавата иднина. Во тоа мора да веруваме, но за тоа мора и заеднички да се избориме. Нека ни е честит денот денешен. Нека ни е вековита независноста на Република Македонија. Благодарам.